Почитувани гледачи, ги продолжуваме серијата разговори за 30 годишнината од постоењето на ТВ каналот ВИС и мој гостин е Димитар Мицев, собственик на телевизијата. Димитар, честитки за јубилеот. Добре дојде во ова специјално издание на емисијата Дневна соба посветена на јубилеот 30 години ТВ каналот ВИС. Честитки, како се чувствуваш? Каледжиев, чест ми и задоволство да ти гостувам. Да. Затоа што после 30 години нели повеќе имате вие што да зборувате отколку јас да зборувам. Да, ама таква ми е улогата денес. И може и да се смениме за еден ден. Да, можеме да се смениме, ама тоа го зборувам секоја година на 11 октомври, на секој роденден на ТВ каналот ВИС. Не сакам да видам досаден. Повели, ти кажи ми како се чувствуваш? Чувството е фантастично, Добро. затоа што 30 години не е мал период за било кој бизнис да успее во услови какви што се нели во нашава држава и посебно за медиуми кога станува збор, затоа што сведоци сме на многу кои што почнаа и завршија славно или неславно. Еве, ние издржавме некако и ќе издржиме уште многу покрај сите предизвици, ризици и нели случаи кои што ни се случуваа низ текот на работењето. И сами сте сведоци, нели, и публиката е сведок на се што ни се случува, затоа што нели имаме отвореност кон јавноста да знае како сме, што правиме. И се Првото прашање е како сме. Како сме? Добри сме. Добри сме. Да, добри сме. Да, Ти како собственик си задоволен, така? Да. Од моменталниот статус на телевизијата, од Јас сум тоа како задоволен. работи. ТВ канал ВИС важи за една од најгледаните телевизии во целата држава. Така. Држиме еден висок рейтинг што се однесува на вербата на граѓаните за во однос на информациите кои што ги пласираме. Си даваме за право да кажеме, мислам, не само и ние, него и бројките кои што агенцијата ги следи на квартално ниво, си даваме за право да кажеме дека во регионот сме најгледан медиум и медиум на кој што луѓето му веруваат. Добро, и ги нема многу медиуми во регионот. Да, веќе збориме за регистрирани медиуми кои што агенцијата ги прати. Меѓутоа, тука не можат да изостанат и медиумите од онлайн медиумите кои што сепак заземаат замав каде што и ние сме активни нормално. Кога зборуваме веќе за регионот, тоа е уште еден исчекор во тие 30 години постоење. Да. Веќе неколку години сме регионална телевизија. Добар ли е тој потек што го направи телевизијата? Па и немаше некој избор, да кажеме, дали да бидеме локални или регионални. Нормално наша цел секогаш бил регионот да го покриваме, затоа што нели како растеме, така и сакаме да го зголемиме или да ја зголемиме понудата на нашите клиенти. Да, меѓутоа, се извинувам што те прекинувам, меѓутоа телевизијата треба да живее од нешто, нели? Да. Покрај тоа што има интенција да биде гледана во регионот, Така. ти си задоволен, сите сме задоволни од таа гледаност, меѓутоа велам треба и да се живее од нешто, Точно. а регионот не е баш како што треба во смисол на привлекување на фирми со реклами и така натаму. Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Радовиш, Босилово, Василево, Новосело, Конче и така натаму. Што би рекол во тој однос? Вака, имаме два типа на клиенти. Едните се редовни кои што, значи, што и да им се случува, тие се секогаш биле присутни Така. во медиумскиот простор и во однос нели на градење на нивниот личен успех преку патот на рекламирање и на нивните услуги и производи, тие исто така ни помагаат и нам нели да успеваме на пазарот. И Така. вториот се оние што периодично доаѓаат по потреби. Меѓутоа, нели нема да исклучам никој и сум исклучително благодарен за посебно на фирмите од Струмица, затоа што тие се сепак најактивни. Така. Клиенти од другите региони, зборам од другите градови, општини, добро. се во далеку помал број. Не знам, може би тоа е и наша вина. Така. Во секој случај наоѓаме некоја златна средина за да ги покриеме сите тие трошоци со
зборам на економски план, нели? Кој што ги создава телевизијата, да ги покриеме и да им одговориме на нашите клиенти со нивните барања. Така. Што за тебе значи јубилеј од 30 години ВИС? Георги, за мене многу значи. Сега се навраќам на тие почетоци во 1991 година. Почнавме во месец август експериментално, значи ние веќе наполнивме 30 години, но официјално е денес, нели, на 11 октомври. И јас колку што се сеќавам, Димитар Мицев тогаш имаше 12 години, точно, така ли е? Точно. Како ти во тој момент гледаше на телевизија, ти за струмичани тоа беше вистинско чудо, беше вистинска револуција. Ти точно, како син на тогашниот собственик Јанко Мицев. Па и Ѓорги, можеби и се сеќаваш. Јас тогаш ги создавав повеќе проблеми отколку да. нели било какви услуги или помош на техничкиот кадар, посебно тој аспект. Затоа што мене ме интересираше како тоа функционира, нели, од кабел па до крајниот гледач. И па ти најдобро знаеш како се развива работива, затоа што јас тогаш мене фокусот ми беше единствено, нели, како тоа од некој си уред излегува, оди, се емитува во етерот, оди до предавателот, оди до предавателот, се предава, се прима, значи насоки, антенни, комуникации, се тоа, значи практично праксата ме водеше за тоа да видам како тоа всушност функционира. За денеска да имам едно, ајде да кажем, основно познавање од тоа што значи телевизија и како тоа функционира од 0 до 100, до крај. Сега, ако јас си дозволам да коментирам, а зошто да не, чинам дека таа пресвртница во телевизијата, тој нагорен од се случи токму кога Димитар Мицев дојде во телевизијата и од обичен син на собственикот стана човек кој ќе се грижи за напредокот на телевизијата. Што беше тоа пресудно што се случи за телевизијата да добие малку поинаква физиономија од онаква каква што ја имаш? Не би јас така сметам, ти коментирај. Не би препишал за право дека јас лично нешто сум влијал, меѓутоа едноставно ги пратевме трендовите. Имаше друго видување за така. Да, погледите што се однесува на тоа како треба да функционира, меѓутоа најмногу доведе самиот процес на дигитализација. Така. Затоа што веќе сите медиуми, вклучително и ВИС, преминаа од една платформа на друга платформа и за тоа се требаше, нели, да има време на приспособување на платформите. Па дури и кај самите гледачи. Ние денес живееме во време кога што се е дигитално и за тоа што збориме, нели, за 5G, 4G, нели, мрежи кои што, нели, се уште некои имат секакви предрасуди и знаења. И табу тема во некои кругови, така? Точно така. Имав огромна можност и шанса која што искористив да видам сето тоа како функционира низ целиот свет, вклучувајќи за држави како Кина, како Кореја, како Германија, како Англија, Франција и всушност ми дадоа, го искористив тоа како знаење за да можам да го интегрирам во еден таков мал медиум како што сме ние, затоа што сепак важноста, според мене, важноста на локалните и на регионалните медиуми е далеку од повисоко значење од националните, бидејќи ние третираме секогаш теми кои што се однесуваат за нашите гледачи во овој регион. Она што на национален медиум никогаш не би го интересирало и тоа вие најдобро го знаете. Така. Ѓорги Калеџиев имал шанси да биде домаќин и од личности од највисока важност, светска важност, до личности кои што во нашето општество сепак нешто направиле и му се дава шанса. И не само тоа, не зборуваме само за Струмица, за југоисточниот регион, не зборуваме само за Македонија, туку зборуваме од ТВ каналот ВИС постоеше и во времето на Југославија, регистриране во Белград и така натаму. И се уште постојаат тие контакти со другите поранешни републики од таа поранешна СФРЈ и овде гостувале многу познати луѓе од цела Југославија. Точно. Вие најдобро знаете, затоа велам. Вие преку вашето столче поминаа сите, да не кажем.
И Баш знаете така, точно, значи од најголемите светски звезди до нели ќе кажеме минорни, не звезди, него најобичните луѓе кои што имаат да споделат нешто со јавноста, што всушност придонеле за општеството со нивното постоење. Така, Георги Каледжиев памети многу, бидејќи е единствениот од сегашните вработени во ТВ Канал Вис кој памети од првиот ден па до ден денешен. И морам да признам дека телевизијата имаше разни периоди во својот развој, но имаше и подеми и падови во тој 30 годишен пат. Што е тоа што посебно би го извел како најзначајно во тој развој? Дигитализацијата ја спомна како еден преоден период. Меѓутоа, за мене па не можам да извојам ниту еден период да кажем овој беше сериозен чек што го направивме во нашето постоење. Најбитен е сега за мене најбитен дека се здобивме со сопствени простории каде што можеме да правиме се што сакаме. Така. До сега користевме простории кои што беа под кирија, нели? Тоа се петти простории, да почнеме Хотел Есперанто. Точно. Бетон, па потоа просториите кај ШКДМ Пазарот, па просториите кои изгореа во касарната и ова се јубилејни. Значи имаме два јубилејни, петти простори, 30 години постоење. Не е мала работа. Да, и еден период кој што бевме моментално сместени од колку беше 2 месеци. Да, во домот на Арама, тоа беше преоден период. Добро. Се случува и некои други работи, еве, го спомнав пожарот кој изгоре и голем дел од опремата, но за жал и голем дел од архивата. Огромна архива, многу богата архива, која, еве, на денешен ден многу ни недостасува, за да ги подсетиме гледачите што се случуваше во овие изминати 30 години, но да не заборавиме, ТВ Каналот Вис два пати гореа тие простори, гореше пред не знам колку години предавателот таму на Ридот, како се вика, Орта Копа. Значи имаше тие подеми и падови. Има тие периоди кога ТВ Каналот Вис се финансираше од реклами и беше тоа многу модерно. Сите дуќанчи няма, апсолутно сите има реклами на ТВ Каналот Вис, па собственикот, газдата или продавачот беа обично на телефонот да се видат кој е кој, па и дечињата тука, внучињата и така натаму. Тоа е периодот кога ТВ Каналот Вис живееше и од поздрави, желби и честитки. Нема срамење тука, таков беше периодот. Па дојде периодот кога се финансиравме, тоа значајни средства доаѓа во телевизијата од проекти од национален интерес преку Советот за радиодифузија. Сега го нема ни првото, ни второто. Како обстојува сега ТВ Каналот Вис? Бутаме. Ако застане, бутаме, така. Ако тргне назад, после теглиме и тоа е. Ке се подтурнеме самите и... Значи, можем да кажем само да не заборавам. Мене ми е многу битно да ги спомнам првите собственици на ТВ Канал Вис, кои што ја создадоа основата, тоа што е денес телевизијата, тоа е Илија Патаров и Васе Пиперевалиев и Јанко Мицев, така. Кои што и тројцата од двајца од тројцата се веќе пензионери. Така. Третиот е на пат да стане пензионер. Тие го создадоа основата која што еве мене ми е чест да ја продолжам понатаму, па да видиме до каде ќе стигнеме. Почна Илија Патаров и Васил Пиперевалиев, само за неколку месеци се приклучи и Јанко Мицев, и таа тројка е најзаслужна за тој историски почеток на една телевизија, од навистина беше чудо. Во тој период ТВ Каналот Вис во Струмица се гледаше само една телевизија. Се гледаше македонската телевизија. Втората програма на македонската телевизија се гледаше некаде до Пладне и по Пладне имаше, не знам, вести на српски, на турски, на влашки и така над. И толку. Една единствена телевизија, МТВ. И наеднаш чудо се појавува ТВ Каналот Вис. Половина од луѓето не веруваат дека тоа се случува. Значи го гледат и не веруваат. Се
Се сеќавам уште како дете, баш кога се местеше првиот предавателски систем беше над хотел од Есперанто, таму беа поставени Панелите? панелите, да. Ама беа само два. Да. Беа само два, а потребни се 4 за да се покрие цел град. Да, И се да, случуваше тоа што се случуваше, ќе се јават по На телефон. местото каде што Цеца имаше снимано спот за нашите телевизии. Така. И се случуваше да се јават телефоните нон-стоп звонеа во телевизија. Слаб ви сигнал. Има. Ништо не гледам. Да. Васи Пиперевалиев момент Ке свртат денес. момент оди се качува Не, по од каде се скалите, го мести панелот. Супер, остави одлично. И сега го намесил на една страна, ама тие другите сега го изгубиле сигналот и така беше во почетокот, беше тоа тие пионерски почетоци многу интересни, многу убави во секој случај. Да, и слаб беше и предавателот како мокност, меѓутоа нели практично работата ги учеше сите. Така е. Затоа што немаше никој немаше со искуство да рече дека ова се прави вака. Така е. Од каде тоа искуство? Нема никакво искуство. Од нас земаа искуство. Значи, Така е. за информација на гледачите, сегашните национални телевизии, Сител, Канал 5, А1 што веќе го нема, сите доаѓаа во Струмица да прашаат како, што е потребно за да отворат телевизија. Така ли беше? Така беше. Така бе. Колку што знам и јас, тоа. Така, јас знам повеќе. Велам, Димитар Мицев имаше 12 години само, но само 1, 2, 3 години подоцна се појави на телевизија. Виз, се појави како надежен музичар. Ајде, збор два за тоа. Дај друга тема. Не, убава е темата, убава е. Тинеџерски ден, тогаш имаше Тинеџерски денови. Да, тогаш имаше тренд на појава на бендови и онака се свиравме, дури и гостувавме на пулсирање на македонска телевизија. Така, значи не голем било успех привилегија да бидеш на ВИС ти и твојата група, твојот бенд, туку еве си била и на МТВ. И беше тоа навистина надежна група, Беше. се викаше Луидор. многу убаво име, имав многу интересна песна и имаше многу интересен спот снимен во базенот, и Празен таму базен, да. Димитар Мицев, мал нема архивот. просперитетен Ја нема. да менувам тема. Може. Може, добро. Но За телевизијата сега збор. за телевизијата, ама ти си дел од телевизијата, ти беше дел од таа програма на телевизијата, бидејќи Луидор се емитуваше едно време и беше барана група. Добро. Што посебно би го издвоил во последниот за ТВ Канал 2? Некаква анекдота, нешто интересно, нешто што не се заборава и така натаму. Има многу нешто, нели? Многу има, Ѓорги. Значи многу. Јас еве и тебе да те прашам, памтиш ли сите кои гостувале во твоето студио? Да знаеш, многу памтам, ама сите не можам да ги памтам. Така. Значи не може да се запомнат ниту една. Значи има ги од Есперанто кога ќе почнеме, па назад. Така. Значи просто немаат крај. Вклучително кога ќе сетаме сега ги гледам нели светла тука одлични, нели професионални како треба да изгледаат. А ти се сеќаваш нели на тие старите ламби? Стари ламби, надвор 40 степени, внатро 70. Да. А ти треба да водиш емисија. Значи они што греат страшно и се користат за надворешно осветлување. Така е. Меѓутоа, нели искуството не го знаеш дека треба да биде доволно осветлено или за поплавите, за попуштањето на плафонот на Есперанто. Мислам, немат крај, просто немат крај. Значи, гостувањата, не гостувањата, него размената на искуства со телевизија, сега ќе ми текне од Босна. Од Бања Лука. Од Бања Лука. Од Бања Лука, која доаѓа новинари на Алтернатива. Така. ТВ Алтернатива. Доаѓа и странски експерти да работат со нас. Кога сакавме да покажеме Расел, например. врв на технологијата и ги носевме куцачките машини на времето. Јас ја носев од дома, да ти например. кажам. Значи да не се отстрамиме. Ми беше срам, бидејќи ние пишуваме со пенкало, си ги пишуваме вестите и другите материјали, и сега ќе дојдат луѓе од страна срамота, и јас од дома се зимав машината за пишување, ќе ставам еден лист и ние имаме машина за пишување, а светот отишол да се разбереме, тоа станува 96-97 година, негде, тие периоди. Така.
Многу интересно. Околу гостувањето ги спомна кој ли не гостувале во ТВ канал. Ви се сеќаваш ли на гостувањето на Цеца Величковиќ на кровот на Есперанто? Сега спомнам, да, како не се сеќавам. Дури јас знам дека е 100% сите се сеќаваат оние од таа генерација дека го имат и гледано спотот. Така. Па дури имаше реакции и надвор од публиката, ако се сеќаваш ти, Така. нели кога Јас го водев тоа неделно попладне и беше во живо, Да. и беше, бидејќи беше лето, беше на кровот на Есперанто, имавме еден чадор за сонце. И тука разговаравме со Цеца Величковиќ и еве, сега треба да настапи со две песни, То Мики То и Шта е то у твоим венама. Беше облечена во бело, во некаков бел комплет. И луѓето не веруваат дека Цеца е навистина во живот тука. Особено беше интересно тоа што од околните згради, тие што ние ги викаме војни згради, излегуваа на тераса, гледаат внатре Цеца, излегуваат навистина Цеца таму пее. И викаа на сед глас Цецо, па креват рака, беше многу интересно. Да не е само Цеца, Лепа Брена, Тереза Кесовија, Драгана Мирковиќ, од глумците сите можни, Оливер Драгоевиќ, со кого заедно настапувавме на концерти, така натаму. Нема кој не бил во ТВ канал. концертите што ги има ВИС организирано? Тоа е посебна Наградни приказна. Наградни игри, автомобили дававме. Бинго. Немаше што нема. Малку е времето за да поразговараме се што се случило во овие 30 години. ТВ канал ВИС денес, ТВ канал ВИС утре. Повели. Да издавам тајни. Добро. Значи, не до толку, ајде. Не, никој, се уште никој не може да претпостави нели како ќе се движат работиве, затоа што го следам и трендот и на најголемите телевизии, на најголемите медиуми. Така. Трендот во смисол нели како ќе се развиваат медиумите, затоа што веќе денеска сме сведоци дека еден од видовите на медиуми како што е печатениот медиум е во изумирање на глобално на светско ниво. Така. Тука веќе им се приближуваат и радиостаниците, за жал. Значи зборам за жал и за печатените и за радиостаниците. Медиум, да. Што тука ќе те прекинам, само тука повели. ќе од на времето кога се појавија видеоклубовите, видеоклубовите го затворија Кино Балкан. Да. Така ли беше? Да. Постоеше Кино Балкан, па се ги затворија ЦДТ. Ние како телевизија ги затворивме видеоклубовите. Па не веќе ЦДТ-ките тогаш се отворија, па после меѓутоа секој на секој има влијание. Ама се појави таа експанзија на отварање на телевизија, ги затворија видеоклубовите. Кој ќе нас затвори нас и можат ли да нас затворат? Да, апсолутно. Да. Најголем предизвик интернетот. Да, најголем предизвик во моментов е интернетот, меѓутоа најдовме, да кажем, дали сродна душа или се приспоивме кон интернетот. Денеска сме сведоци дека една од најголемите продукции на видеосодржини, на филмови, на серии е Netflix, кое што е интернет платформа, практично тука почнува. Значи, во моментов, ние кога сметавме дека кабелските оператори ни се конкуренција, имаше еден таков период, можеби и ти се сеќаваш, сигурно се сеќаваш, јас ги сметам апсолутно за партнери кои што таа комплементарна врска која што мораме да имаме со сите медиуми, ни создава можност за да се правиме планови за воиднина. Затоа што сепак ако не се движиш во како се развиваат медиумите, така и да се приспособуваш, тогаш водејќи инат, може само да загинеш, ништо повеќе. И затоа во моментов ВИС како телевизија ја развива интернет платформата kanalvis.com, со тоа што додадовме, имаме еден многу интересен проект, ни излегува во пресред британската амбасада, зборам за граѓански новинар, каде што им даваме можност на сите граѓани кои што се што ќе забележат, видео, аудио, слика, да го пратат и тоа да го направат дури и анонимно. Ако не сакаат, нели да си кажат кој јавноста, добро. Доколку сакаат може да остават и контакт, и име и презиме и се.
Меѓутоа, еве, како пример го давам само како платформата, како интернетот може да се искористи, нели, во наши цели. Всушност, поверењето што го имаат гледачите, довербата што имаат гледачите во телевизијата, да ја искористат, да соопштат нешто или да ги информираат нешто другите сограѓани. И на тоа станува збор за било која општина од која што ја покриваме. Како во иднина ќе се развиваат работиве, не знам, меѓутоа само можам да претпоставам дека моментално границата на локален, регионален и национален медиум се повеќе се губи, бидејќи во моментов сега да се наоѓаме во Скопје, имаш шанса да го гледаш ТВ канал ВИС и без да имаш лиценца која што е национална. И тоа ти го овозможува интернетот. Сега додека е нерегулиран. Не знам дали некогаш во светот пробуваат да го регулираат како медиум, зборам и за порталите и за телевизиите. Меѓутоа можностите што ги нуди се тешко за регулација. И тука гледам еден отворен простор кој што, нели, нуди многу можности, меѓутоа создава и многу проблеми. Знаете, во нерегулирано пространство никој не може да каже кој е правилно, кој е не. Тука вклучувам, нели, вниманието на содржините, на лажните вести, на вниманието на публиката, значи за содржини кои што се за детска публика, за, не знам, за луѓе со не, го зборам за ограничување, нели? Несоодветна содржина да не се гледат, пошто, нели, ние имаме таа обврска да одбележиме за која публика е содржината што ќе емитуваме. Таму тоа го нема. Мислам, го има регулирано, меѓутоа е многу тесна е границата. Како ќе биде, не знам. Меѓутоа ќе се движиме. Тоа беше моето следно прашање. Веќе ми одговори. Ќе се движиме некако. Има ли шанси телевизијата како медиум да опстане во ова турбулентно време на глобален план? Да. Има шанси, и ќе кажем и зошто. Затоа што од сите тука кои што се директно или индиректно вклучени во создавање на програма, во создавање на било каков работен однос или за исполнување на било кои задачи, сите го работат со љубов прво. Второ, од некаков интерес или да кажем од интерес за опстанок. Ако тоа не постои, тешко дека ќе постои телевизијата. Затоа што телевизијата како бизнис е можеби и на светско ниво е нерентабилен или создава многу мали профити за развој во наредни технологии. Да, но многумина ја има телевизијата како средство, како имидж за развој на некои други нешта. Да, или го користат како оружје, уште полошо. Не секав да кажам. Не, значи, нити е етички, нити е морално за да се користи една таква алатка за постигнување на некаква цел. И сметам дека никој од нас тука не го искористил медиумот баш во такви цели и секогаш се трудиме да одржиме некој ниво на безпристрасност, значи без заземање на некоја страна и да споделиме се што мислиме дека е праведно да знае јавноста. Знаете, зборот медиум, ние мораме да бидеме посредници помеѓу две страни. И никогаш да не создаваме слика за држење на некоја страна. Тоа е погрешно во секој случај. Ама тоа веќе и публиката веќе тоа го гледа. И знаат. Точно знаат кој медиум што може да направи. Многу има неверници, точно, и нека, нели, наше е да ги демонтираме. Тоа е. Добро. И во однос на политиката правевме, пак се враќам на нас, да правевме многу емисии. Нема, кога зборуваме за гости, обично ги спомнав тие од естрадата, да не заборавиме дека низ ТВ каналот ВИС поминале сите оние кои во политиката значат нешто. Да, сите. И тоа сите лидери, тоа не знам, по 100 пати биле гости на ТВ каналот ВИС, но ми доаѓа на ум ситуации кои ги имавме во тие први години на постоењето, кога ни се заканува, кога доаѓа луѓе со пиштоли ни покажува, кога ни исклучува струја и од предавател и од некој, не знам, некој друг уред и така. Цело есперанто исклучено, само да го исклучат ТВ каналот ВИС.
беа тие многу интересни времиња. Поминаа и тие време. Така поминаа. Значи, успешно сме се справиле со сите тие проблеми, без разлика од која опција доаѓале сите тие нели напади. И денеска еве сега имаме избори. Така. Наша обврска е да им понудиме на сите кандидати И веќе тие емисии се снимаат, така. На сите кандидати еднакво представување со тоа што јавноста сама ќе суди и ќе донесе заклучок за кој да го даде својот глас или така. Нели? Тоа е бесплатно представување кое да. ТВ каналот Висим го возможува на сите кандидати за градоначалници, на сите носители на листа. Значи, тоа станува збор од сите општини од југоисточниот регион. Од сите општини. Значи тоа го правиме без никаква обврска, така. него од желба граѓаните да донесат правичен суд. Така. Всушност ние како приватен медиум апсолутно може и да не го правиме. Така. Добро, стасавме до вработените, колку еден менаџер како Димитар Мицев има убав однос со новинарите, јас се исклучувам од тоа. Добро, со новинарскиот персонал, со техничкиот персонал, со сите оние кои се поврзани со работата. Фамилиарен и буквално и преносно. Да, имаш тука фамилиарни семейни релации, не знам тука како ќе ми одговориш. Тоа е одговорот. Односот со вработените е фамилиарен, добро. И преносно и директно. Така. Добро. Претпоставувам си задоволен. За квалитетот на новинарите не треба да се правиме обид, бидејќи скоро сите се и дописници. Тој квалитет го потврдува и самиот факт дека скоро сите се и дописници на националните медиуми. Како ќе се развива ТВ каналот Вис на технички план, на персонален план во иднина? Имаш ли такви планови? Мене ми е криво. Прво, затоа што едно време, јас остарев едно време да викам, Едно време, јас ќе проложам. Едно време ТВ каналот Вис постоеше врз грбот на тројца вработени. Да. Георги Каледжиев, Наско Митров. Да. Ние сме првите 20 вработени и Сузана Тасева. Ние тројцата водевме се. А техничкиот кадар? Лјупчо Атанасов? Осте го тоа. Наско Митров, веројатно единствен на светот во историјата на постоењето на телевизиите. И техничар, и човек кој води емисии. Се беше. Човек кој дури ако девојка за све. Да. Имаш и долга коса тогаш. Мене ми е криво што на времето имаше многу интерес да се работи во медиум како што е телевизија. Не е интерес, него беше голем предизвик и чест и задоволство. Денеска сум сведок на да не речам избегнување, меѓутоа никаков интерес, зборам за младите кои што сакаат да видат како тоа функционира и да имат интерес да работат во еден медиум како што е телевизија. Ќе те прекинам од другата страна на стаклото. Го гледам Наско Митров, значи го спомнавме. И дојде. И има една српска вика Мио Вуку, а Вук на врата. Еве, поздрав до Наско Митров. Проложи сега каде што застана. Наско тогаш беше ентузијаст. Млад. Без никакви предрасуди, со многу идеи. Беше убав, со долга коса, беше забележителен, правеше многу добри емисии, Висхит спот, под кулите на Струмица и така натаму. Имаше разни спотови со познати пејачи и така натаму. Емисии трае со часови тогаш. Така. Имаше огромна гледаност. Телефоните звонеа бидејќи правевме контактни емисии до наутро, до рано наутро. Едноставно ја блокиравме мрежата, телефонската мрежа. Македонски пошти или како е? Македонски телеком имаше проблеми со ТВ каналот Вис. Затоа што имаше премногу дојдовни повици. Така. Кај застана проложи. Криво ми е тоа зборов, дека сега денеска не гледам ентузијазам кај младиве, барем да прашаат. Нели да дојде да прашаат добар ден, сакам да видам како тоа функционира, заинтересиран сум нели во иднина да се занимавам, дали со монтажа, дали со режија, дали со озвучување, дали со новинарство, со било кој дел од тоа што се занимава телевизијата. Или всушност да праша
можем ли да работам и што можем јас тоа да го работам, нели, да се развивам во тој правец. Во Струмица има недостаток. Огромен тоа недостаток. Самиот рече дека сите работат за некој, нели, дополнително се дописници за други медиуми, не затоа што можеби се сериозно најдобри. Не велам дека не се најдобри. Сериозно се најдобри. Меѓутоа се и многу мал број. Всушност на сега веќе професионални новинари. Желбата за да се развие новинарството кај младите ја нема. Всушност, ако сака да стане професионален новинар, најмалку ќе треба да дојде да праша. Јас се сеќавам Васко Попетровски, па денови минуваше во телевизија. Еве го сега каде е тој. И сега го спомнувам некој како пример. Генерално сите струмички новинари поминали од ТВ канал ВИС. Се живо помина од тука. Многу кадар. Но имале желба, значи биле присутни на лице место, да знаат што значи тоа да се работи во медиум, до забележување од најситни до најкрупни детали и тоа да го спроведуваат во својата професионална кариера. Сега го нема, тоа ми недостасува. Мене ми недостасува желбата за, нели, развој личен развој во сферата на медиумите. Да, меѓутоа проблемот што го спомнуваш со недостаток на кадар е проблем и на сите други фирми, без разлика од која област е, и во производната дејност, и во сите можни. Сите индустрии, земјоделство, крена раце од земјоделството, сите сакаат. Нагоре тоа е помалку помодарство, не е само... Се тоа борет. Ние покриваме, имаме потенцијална публика од некаде околу 200.000 гледачи. Добро, колку тоа се ефективни според покажувањето на People-метарот, што вели? 200.000 се потенцијални? Потенцијални, да. Значи, нашиот рич е некаде колку беше? 10% на дневна база. Тоа е солидна бројка. Да. Тоа е солидна бројка. Го земам како пример на 200.000 потенцијални, нели, гледачи кои што ни се нашите клиенти, постојат многу бизниси. И нормално е таму да има голема конкуренција. Меѓутоа кога станува збор за медиуми има многу малку. Така. Нели, тука имаме телевизија конкурент од Радовиш, телевизија во Гевгелија, Радија, исто така, нели, Радовиш, Струмица, Гевгелија, интернет портали. Значи многу се. Така. И таму каде што може еден човек да работи, и тој еден го нема. Да жал. Тука е целиот проблем. Дали во технички или во новинарски кадар, секаде е тоа исто. Мене ми недостасува желбата. Се сеќавам јас кога постоеше новинарска секција во гимназијата Јане Сандовски и тогаш дали има задача, не знам, да не зборам. Професорите знаеа да ги донесат децата и од некој од децата да покаже особен интерес, нели, за тоа како еден новинар го минува денот. Па дури и после часови да дојде да присуствува. Ние сме сепак отворени за секој. Секој може да дојде. Немаме некои скрини производства или патенти кои што никој не смее да ги види. Секој може да дојде. Да си има афинитет. Да, апсолутно. Така. Добро, останува отворено прашањето што понатаму, во смисол ќе се видиме на 35 години од постојањето на ТВ канал ВИС, можеби јас веќе нема да се видам, меѓутоа повторно не планирам уште 35 години не. Уште колку останало? Уште 4, не? Уште 3,5. Уште 3,5, значи можеби ќе ме повикате на јубилејот 35 години. Може и се сменам. Па, да, можеби ќе бидам таму на другата страна. Мите, до утре наутро може да зборуваме на темата ВК ВИС. Уште една честитка за јубилејот, доста е. И исто, Георги, честитки повеќе на тебе и на вработените, затоа што овој медиум постои заради вас. Така. Значи, заради никој друг. Но, честитки заслужуваат и гледачите, бидејќи што би биле ние без гледачите. Голема подршка имавме цело време, од самиот почеток, кога луѓето велеа, не ни интересира МТВ, ние сакаме на вас да плакаме, вие сте наша... Не викаа ВИС, ни викаа Струмичка телевизија, така ли беше? Така. Добро, се надевам дека уште многу јубилеи ќе доживее оваа телевизија, дека ќе напредува.
на сите можни планови, дека ќе имаме убави поводи повторно за вакви разговори, не без разлика кој на која страна ќе биде. Ти Така е. благодарам. Благодарам на тебе, Георги.